2-3 дена е веќе актуелна тема и со право. Веројатно реакциите следуваат заради познатото политичко минато на Лазар Еленовски, кое што не е тајна. Ние го знаеме неговиот политички пат како се движеше. Уште од 2006 година преку министерско место, па потоа формирање на нова партија, но постојано од 2008 година наваму под закрила на ДУИ. Тој беше амбасадор во Брисел, исто така предложен од ДУИ. ДУИ сега ни кажа дека е нивен предлог и нивен кадар и тоа не е спорно, ние тоа го знаеме, но спорно е како е изгласан, зошто му е дадена поддршка од останатиот дел од владата, вклучувајќи ги тука и министрите на СДСМ, и зошто потоа беше брифирано, односно одредени медиуми беа брифирани, дека всушност премиерот Заев не се согласувал со ова кадровско решение, но ете, Али Ахмети сакал да го испрати во Брисел, што за мене, например, беше многу спорно, па дури и скандалозно, затоа што ми покажува дека јачината на ДУИ со само 10 пратеника е многу поголема отколку на другите две политички партии во парламентот, вклучувајќи тука сега актуелната владеачка и опозицијска. Значи 10 пратеници на ДУИ, нивните 10 гласови можат да се третираат и на еден начин како уценувачки, затоа што без нив не може да се донесе ниедно законско решение, па сега дури и се злоупотребува од нивна страна и се однесуваат како размазено дете во владата. Посебно ако се погледне и политичкиот бекграунд, односно минато на Еленовски, мислам дека е претерано да му се дава веќе доверба на Лазар Еленовски. Ние сме виделе што тој може да покаже, што тој може да донесе добро за државата, не сме го почувствувале тоа и зарем еден таков кадар, а не е само Еленовски, гледаме и други кадри беа поставени на минатата влада, кои што долго време биле на функции, а не покажале ништо, значи никакви позитивни ефекти или резултати и повторно се наградуваат со високи функции, со големи плати, со големи бенефити кои всушност ги плаќаме сите ние. И затоа е тоа незадоволство генерално од јавноста, бидејќи после толку години независна Македонија преку глава ние на сите едни исти луѓе да решаваат за нашите судбини.